Благодарам за присуството во рамки на теренските активности кои што ги има ВМРО-ДПМН. Денеска сум во посета на две општини. Прво сме тука во општина Василево, а после тоа и во општина Босилово. Како што можете да видите, веќе со почетокот на пролетта почнуваат и интензивни градежни активности во општина Василево. Навистина ми е драго што еве тука во Градошорци зборуваме за изградба и асфалтирање на една патна делница која што е скоро половина километар. Како што кажа градоначалникот, во следниот период ќе почнат да се работат уште 3 делници, вкупно 4 делници во вкупна вредност од некаде над 32 милиони денари, што значително ќе помогне во подобрување на инфраструктурата во општина Василево, подобра комуникација помеѓу луѓето, но исто така и развој на бизнисот. Всушност, ова улица која што се работи денес е улица која што го поврзува населеното место со индустријската зона, каде што очекуваме дополнително да се развива стопанството и да се развиваат фирми кои што би работеле во следниот период и кои што би отварале нови работни места. Ова е една активност која што очекуваме се случува и во целата четврта изборна единица и во цела Република Македонија. И градоначалниците од редовите на ВМРО-ДПМН и коалицијата кои што победија на локалните избори во 2021 година покажуваат дека може да се работи и различно, и честно, и одговорно, и всушност ова денес е еден таков доказ. Благодарам, поелет ако има прашање. Господин Николовски, владата не ги прифаќа барањата на СОНК. Ваш коментар? Па, би рекол дека не сум изненаден. Мислам дека штрајкот е оправдан. Сметам дека она што го бараат вработените во градинките, во основните и во средните училишта, она што го бараат воспитувачките, што го бараат учителите и учителките, наставниците и наставничките, професорите и професорките и сите вработени во градинките, во основните, во средните училишта, во високото образование, секако тука спаѓаат и оние кои што се во дејностите поврзани со нив, е оправдано, затоа што навистина платите сега се под секое достоинство и под секое нормално ниво и треба да бидат зголемени. ВМРО-ДПМН има свој концепт за зголемување на платите, кој што ќе значи многу подобар квалитет на живот на наставниот кадар и веќе едно такво решение ќе поднесеме во Собранието на Република Македонија. Од односот на власта на СДСМ и ДУИ не сум изненаден. Единствено што знаат е да прават притисоци, да прават уцени и тоа го прават изминатиот период. И велат дека нема пари, а тоа не е точно. Гледаме дека има пари за договор во 4 очи кој што го исклучил Мухамед Зекири. Имаше пари за договорите кои што исклучуваше Драги Рашковски, но нема пари за повисоки плати за наставниците и за вработените во образованието. Затоа штрајкот е оправдан, ние го поддржуваме и сметаме дека треба да се исполнат барањата на СОНК. Ќе барате ли одговорност од министерот Спасовски околу на контроверзно убиство на хрватскиот ракоматар Денис Тот? Па мислам малце да имаше одговорност кај него, веќе ќе се имаше поднесена оставка, но за жал во оваа влада моралниот чин е нешто што недостасува, одговорноста е нешто што недостасува. Ова не е прв скандал во Министерството за внатрешни работи, да потсетам за издадени 215 пасоши на практично нема член од било која светска мафија која што нема добиено македонски фалсификуван пасош. Да не зборуваме за дрогата која што беше фаќана и во која што директно беа вклучени полициски началници. Да не зборуваме за секојдневната корупција која што се случува во македонската полиција, така што оставка е најмалиот морален чин кој што може да се случи после се ова што се случува во Министерството за внатрешни работи. Вчера Стейт Департментот го ликаруваше најновиот извештај за Република Македонија. Вие претпоставувам го цирнавте, го видовте. Кој е вашиот став? Да, детално го прочитав. Соединетите американски држави се најзначајниот партнер на Република Македонија и затоа исклучително е значајно што пишуваат во своите годишни извештаи, кои што ги објавува Стейт Департментот. Извештајот е едно сликување на реалноста, на она што го знаеме. Зборува за високо ниво на корупција, за нетранспарентност во владата, за политизација на институциите кои што треба да бидат независни, зборува за урницаното судство и обвинителство, зборува генерално за лошата состојба со човековите права и за лошата состојба со владењето на
правото, така што ова се голем број на забелешки, после кои што секоја нормална власт би си поднела оставка и би побарала да го провери својот легитимитет на избори. За жал, ке овие не гледаме таква одговорност, но во следниот период, многу побрзо од што мислат, ќе се случат предвремени парламентарни избори, на кои што ќе се случат големи промени и влада предводена од ВМРО-ДПМН ќе воспостави функционален систем на владење на правото и ќе го врати достоинството и независноста на македонското судство и обвинителство.